Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Затоа, мои мили браќа, бидете цврсти, непоколебливи, секогаш пребогати во Господовото дело, знаејќи дека вашиот труд во Господ не е залуден. Коринќани, 15 глава, 58 стих. Разликата меѓу дрвото на дап и бонсаи, освен нивната големина, е кореновиот систем. Додека дрвото бонсаи може да биде интересно, па дури предизвикува и љубопитно воодушевување, сепак дабот е тој што има сила која го издржува тестот на времето и останува по пожарот, сушата и бурата. Луѓето доаѓаат во истите две димензии. Некои, како дрвото бонсаи, немаат длабоки корени и никогаш не зреат ниту растат. Другите, како дабот, ги пуштаат своите корени во Словото и Бог и стојат цврсто откако бурите ги уништиле пейсажите на животот. Размислував за советот што Павле го напишал на група луѓе кои не биле посебно забележани по нивниот силен карактер или морална цврстина, коринќаните. Во првата книга на коринќаните Павле им напишал за враќањето на Исус и сигурноста за воскресението. Тој им рекол да бидат цврсти, непоколебливи. Што значи ова? Дали тоа значи дека треба да бидеме непријателски настроени и тешки? Не. Еве што значи тоа. Првиот збор, цврст, значи цврсто воспоставен на рамна основа, не подлежи на сомневање. Потекнува од коренот на еден збор кој опишува куќа која е цврсто поставена на својот темел или се користи за да опише нешто што стои стабилно на голема карпа. Вториот збор значи да се биде непомеслив и го опишува точно она што го подразбира. Ништо не може да те помести. Цврсти, непоколебливи. Дали би кажал дека овие зборови те опишуваат тебе или во сета искреност би признал дека постојат денови кога твојата вера е прилично разнишана? Се случуваат некои работи и се прашуваш: каде е Бог кога сум повреден? Или зошто го дозволи ова? Како е можно да се има вера што е непомеслива, која се одмара на темелот на Словото, со Христос како твојата карпа? Има само еден начин, а тоа е да се оди во Словото и да се реши прашањето еднаш и за секогаш дека Исус Христос живеел, умрел и воскреснал, дека Бог се открил себе си преку страниците на Неговото Слово и дека можеш да му веруваш без разлика дали се соочуваш со пеколни маки или високи води. Тогаш и само тогаш ќе бидеш непомеслив како што Павле ги охрабрил коринќаните. Елизабет Елиот раскажа дека во јануари 1955 година, кога таа заедно со 4 други жени чекале за да дознаат за судбината на своите сопрузи, кои летале со мал авион до песочна лента за слетување во една еквадорска џунгла, таа била поддржана со зборовите на една стара химна, една од моите омилени, која вели: "Не плаши се, јас сум со тебе. О, не биди обесхрабрен, затоа што јас сум твојот Бог и ќе ти помогнам, ќе те зајакнам, ќе ти помогнам и ќе те кренам, ќе те одбранам со мојата праведна, семоќна рака. Кога преку длабоките води те повикувам да одиш, нема да те прекријат реките на тага, затоа што јас ќе бидам со тебе, да те благословам во искушенија и ќе ти помогнам во твојата најдлабока вознемиреност. Душата што врз Исус се наведна за одмор, јас нема да ја оставам на незините непријатели. Таа душа, иако сиот пекол пробува да ја стресе, јас никогаш нема да ја оставам." Цврсти, непоколебливи. Дали е можно да бидеме такви во нашиот свет? Темелот на верата е се уште тука и можеш да бидеш непомеслив без разлика што се случува со тебе, кога си цврсто поставен на темелот на Исус Христос. Да, можно е да се преживеат бурите, да се биде целосно убеден, да се стои цврсто без треперење, да се престојува под крилата на сенката на Семоќниот. Тоа е токму она што Павле го имал на ум. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.